Благодарам, почитуван подпредседател на владата, господин Николовски, почитуван господин Брандолино, директор на Оделот за договорни прашања на Канцеларијата на Обединените нации за дрога и криминал во Виена, почитуван господине Вуд, шеф на Канцеларијата на Обединените нации за дрога и криминал во Скопје, почитуван заменик министер Буши, почитуван директор Тасевски, почитувани колеги, почитувани високи представници на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал во Виена, почитувани дами и господа. Денес имам особена чест и задоволство во името на владата на Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи да го подпишам писмото за спогодба меѓу Република Северна Македонија и Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал UNODC. Би сакал на почетокот да посочам неколку работи во однос на постоењето на Канцеларијата за борба против криминал и дрога како агенција на Обединетите нации, но и за нејзиното постоење и функционирање во Република Северна Македонија. Имено оваа агенција основана во 1997 година преку спојување на програмата за контрола на дрогата на Обединетите нации и на Центарот за спречување на меѓународен криминал, денес е глобален лидер во борбата против недозволената трговија со дрога и меѓународниот криминал. Со надградбата на Канцеларијата на UNODC во Скопје, од проектна во програмска канцеларија, некаде во последното тромесечје на 2019 година, се отвори патот наместо фокусирање на еднократни проекти и нивно спроведување, да се концентрираме на реализирање на координирано организирање, изготвување и спроведување на портфолио на проекти програмирани согласно нашите заеднички интереси и потреби. Во оваа насока, задоволство ми е да забележам дека денешниот настан е дотолку поважен ако се има предвид фактот што UNODC работи во сите региони на светот преку широка мрежа на канцеларии на терен, а во последните неколку години е особено активна во регионот на Југоисточна Европа. Нашата меѓусебна соработка континуирано тече, дури во вакви отежнати моменти, од разбирливи и општо познати причини, при што за поздравување е фактот што најдовме модус истата и натаму да ја продлабочи. Имено водени од позитивните искуства од имплементацијата на овој тип проекти, широм светот за воспоставување оперативна комуникација, кои се спроведуваат во партнерство со Светската царинска организација, Интерпол, Меѓународна светска воздухопловна организација, во изминатиот период интензивно ги водевме заедничките консултации и усогласување околу подпишувањето на спогодбата. Со оваа спогодба, Северна Македонија и UNODC и формално се согласуваат да спроведат два проекти на оваа канцеларија на Обединетите нации во нашата држава. Пред нас предстои период на интензивна соработка во правец на формирање на аеродромска меѓуагенцијска група, составена од единица за контрола на воздушни карго пратки и заедничка аеродромска единица за пресретнување на меѓународниот аеродром Скопје, потоа создавање на неопходна инфраструктура за аеродромската група, определување на службеници на институции на спроведување на законот со надлежност на границите, кои ќе бидат дел од таа единица и уште многу други активности во насока на осигурување на ефективно и ефикасно функционирање на ова мултиагенцијска единица. При тоа дозволете ми да го искажам моето нескриено задоволство од искажаната определба на UNODC за поддршка на националните органи при изработка на меморандуми за разбирање, стандардна оперативна процедура, поддршка за пристап до системите на Интерпол и Светската царинска организација, обука на персоналот за ракување со нив, организацијата, соработката во натамошните меѓународни заеднички операции и така натаму. Денешниот настан, особено подпишувањето на оваа спогодба, ќе ги регулира принципите и главните цели за воспоставување на национална аеродромска меѓуресорска група во Република Северна Македонија, што ќе добие поддршка од страна на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал преку две активности. Проект за комуникација на аеродромите кој има за цел воспоставување на оперативна комуникација во реално време меѓу аеродромите заради спречување и борба против транснационалниот криминал и тероризам и програма за контрола на контейнери со цел градење капацитети
за управување со ризик, безбедност на синџирот на снабдување и олеснување на трговија на пристаништа, аеродромите и копнени гранични премини од аспект на спречување на прекугранично движење на недозволена стока. Овие активности, несомнено и во голема мера, ќе придонесат кон натамошното зајакнување на архитектурата на органите за спроведување на законот во борба против транснационалниот организиран криминал и тероризмот и во Република Северна Македонија ќе имаат значаен ефект за зајакната гранична безбедност и генерална безбедност, како на национален, така и на регионален план. Почитувани присутни, дозволете ми да изразам задоволство од досегашната заедна соработка на Канцеларијата за дрога и криминал на Обединетите нации, која Република Северна Македонија, односно Министерството за внатрешни работи и другите вклучени национални институции, високо ја ценат, како и да упатам особена благодарност до Канцеларијата на UNODC во Скопје за нејзината безрезервна поддршка во остварувањето на заедничките цели на борба против сериозниот и организиран криминал. Уверен сум дека чинот на кој што присуствуваме денес е почеток на уште една заедничка, успешна соработка, која што ќе даде забележителни резултати за нашата заедничка глобална безбедност. Ви благодарам на вниманието.